почитувани присутни. Чест ми е да бидеме домаќини на овој важен настан и во име на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам ви се заблагодарувам за вашето присуство денес. Со подпишувањето на меморандумот за разбирање од страна Националниот комитет, Центарот за заедничка основа и градоначалниците на општините Чаир, Гостивар и Кичево, отпочнуваме еден важен процес. Процес чија цел е зајакнување на отпорноста на локалните заедници во поглед на превенирањето и спречувањето на силниот екстремизам. Оваа цел е истовремено еден од клучните приоритети на Националната стратегија за спречување на насилен екстремизам, која беше усвоена од владата на Република Македонија на 6 март 2018 година. За остварување на овој приоритет предвидено е спроведување на мерки и активности од страна на министерствата и институциите кои се вклучени во работа на Националниот комитет. Со тоа, владата презема сеопфатен и интердисциплинарен, односно меѓуресорски пристап во превземањето на превентивните активности. Сепак, сметаме дека вклученоста на министерствата и институциите на централно и локално ниво не се доволни за остварување на овој приоритет. Клучно е активна партиципација на организации од граѓанското општество за комплементарност на напорите и вклучување на сеопфатен општествен пристап. Затоа ми представува задоволство што на овој настан присутни се представници од институциите на централно и локално ниво, како и представници од граѓанското општество. Како дел од активностите предвидени со овој проект, кој што ќе се имплементира од страна на Центарот за заедничка основа во општините Чаир, Гостивар и Кичево, е креирање на така наречени акцијски тимови во заедницата. Улогата на тие тимови ќе биде генерална превенција и интервенција во случаи на рана радикализација и вклучување во насилно екстремистички групи. Составот на овие акцијски тимови ќе биде во зависност од капацитетите на секоја општина, но генерално ќе вклучи наставен кадар, психолози, социјални работници, верски и локални лидери, представници на младински организации и така натака и така натака. Бидејќи секоја општина се соочува со различни видови на проблеми, клучно е да се формираат вакви тимови на целата територија на Република Македонија. Со овој проект за сега се опфатени 3 важни општини, но во тек се активности за формирање на акцијски тимови во заедниците и во останатите општини. За успешно реализирање на оваа цел, важно ќе биде првенствено да се мапира проблемот и капацитетите во спречувањето на силниот екстремизам во секоја заедница посебно. Исто така, важна ќе биде обуката за да релевантни чинители може да ги препознаат раните знаци на радикализација и соодветно да интервенираат. Следен чекор ќе биде воспоставување на структурата на таквите акцијски тимови во заедницата и креирање на деловници за нивната работа. Секоја индивидуа има свој пат кој може да води кон радикализација, врз кој пат влијаат повеќе фактори. Затоа, клучно е кон секое лице да се интервенира на уникатен и соодветен начин, а не да се постапува според предходно изработени шаблони. Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризмот, преку соработка и координација со министерствата и институциите на централно и локално ниво, ќе го поддржува овој проект во сите фази на неговата имплементација. Сигурен сум дека и представниците на општините и сите министерства ќе направат се во рамките на нивните надежности проектот да биде успешен. Оваа активност е исклучително важна на полето на така наречената мека превенција и е заложба на владата на Република Македонија врз основа на заедничкиот акцијски план на Европската унија со Западниот Балкан и иницијативата на Западниот Балкан во борбата против тероризмот. Проблемот насилен екстремизам не познава политички граници и затоа особено важно е локалните заедници во целиот регион да бидат поотпорни за да можат ефективно да се спротивстават на овие негативни општествени појави. Во тој контекст важно е да се напомене и регионалната соработка. Република Македонија веќе има подпишано меморандум за соработка со Република Албанија и исто така е во процес на подпишување на меморандум за соработка со Република Косово на полето на спречување на силниот екстремизам.
Со овие две земји беа остварени трилатерални средби и заедно работиме на планови за заеднички регионални активности. Дополнително, воспоставена е мрежа на национални координатори за спречување на насилен екстремизам и на ниво на Западниот Балкан. Целта на оваа мрежа е заекнување на регионалната соработка и споделување на најдобри практики во сите полиња на превенцијата. Во поглед на активностите на локално ниво, нашите колеги и партнери од регионот имаат отпочнато слични активности и за успешно реализирање на нашите заеднички цели ќе има потреба од зајакната координација. Исто така, важно е да се напомене дека Националниот комитет работи на спречувањето на сите облици на екстремизам, вклучувајќи лево и десно ориентиран екстремизам, верски и идеолошко-политички. На ист начин треба да се делува и на локално и на регионално ниво, искрено и без резерви. Маргинализацијата на одредени групи во овој контекст е погрешна и контрапродуктивна, бидејќи насилниот екстремизам не може да се поврзе со ниту една етничка, национална или верска група. На крајот, во името на Националниот комитет и владата на Република Македонија, сакам искрено да се заблагодарам на нашите стратешки партнери, Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска и Кралството на Холандија, за нивната поддршка на полето и спречувањето на насилниот екстремизам. Со овој проект ние продолжуваме со нашите заеднички активности во иднина и се надеваме дека ќе имаме можности да соработуваме и на други полиња од заеднички интерес на билатерално и мултилатерално ниво. Искрено ви благодарам и се надевам дека заедно ќе придонесеме за успешно справување со екстремизмот како феномен кој што сите не засега, како во заедниците во кои што живееме, така и во нашата држава и во регионот, но и на меѓународно ниво. Ви благодарам. Ја поздравувам иницијативата за потпишување на меморандум за соработка меѓу Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, Центарот за заедничка основа од Скопје и општините Чаир, Гостивар и Кичево. Дотолку повеќе што за оваа иницијатива застанува амбасадите на Холандија и на Британија, кои што ќе помогнат во напорите за градење на институционален механизам за отпорност на локалните заедници од насилен екстремизам. Во услови на глобализација, процеси и движења, ниту една земја не е заштедена од продорот на тероризам на своето тло, особени земите како нашето, кои што се поранливи поради мултиетничноста и мултиконфесионалноста од една, како и поради опасностите од маргинализација и нерешени екзистенцијални прашања на одредени категории на граѓани од друга страна. Оттаму е исклучително важно да се работи во локалните заедници, особено во оние каде што ризиците се поизразени. Почитувани, за да не се сведува нашиот заеднички ангажман во борба против насилниот екстремизам и тероризам, на борба против духови и вештерки, како што се случувал во минатото, треба да дефинираме некои работи и задачи. Познато е дека одредени места и локации, градови, села наликуваат на мочуриште кои представуваат погодниот тло за размножување на комарци и инсекти. Ние треба прво да ги дефинираме и истражуваме токму тие места, кој ги наводнува, кој неприметливо создава услови за да се размножуваат, затоа што едно е сигурно, тие не настануваат случајно и непрограмирано. На Балканот ова борба против тероризмот и насилниот екстремизам често пати ги постројува на иста страна и планирачите, поддржувачите и потикнувачите на екстремизмот и сите оние кои сериозно се ангажирани во борба против екстремизмот и тероризмот. Опасноста од неуспех и изгубена битка против тероризмот секогаш се случува кога планирачите и потикнувачите се инфилтрират во редовите на борците против екстремизмот и тероризмот. За да се постигне саканата цел во ова борба, потребно е најпрво информирање.
која е користа на потикнувачите на тероризмот, нивните мотиви и средства кои ги употребуваат за манипулација со недоволно информираните граѓани или пак со луѓе кои барат личен интерес, не размислувајќи за центарот и намерите на тој што ги финансира. Вистинската информација е вистинскиот лек во борбата против екстремизмот и тероризмот, бидејќи манипулаторите обично знаат борбата против тероризмот да ја стават знак на борба против одредена религија или одреден народ. Потребна е континуирана работа со сите целни групи и континуирана соработка меѓу надлежните институции на централно и на локално ниво. Нема алтернатива, освен превенција преку политика на сеопфатно делување од најмалата точка, од граѓанинот и семејството, преку локалната заедница на национално и на глобално ниво. Со членството во НАТО и во Европската Унија, Република Македонија да стане дел од глобалниот систем за заштита и одбрана и од насилниот екстремизам преку градење на глобални стандарди за превенција и координирано делување. На крајот, сакам да ја истакнам потребата ваквиот вид на соработка да се прошири и во други општини, а Министерството за локална самоуправа ви стои на располагање за поддршка во реализација на планираните активности. Ви благодарам. Господине Петровски, министре Фазлију, господине Таравари, сакам да му се заблагодарам националниот координатор и на Центарот за заедничка основа за поканата и за организирањето на овој настан. Денес ја лансираме соработката во многу важна област, нашите заедници да бидат посилни и поотпорни од заканата на насилен екстремизам. Пораката е едноставна. Нашите заедници се онолку силни колку инвестираме во нив. Тие не одразуваат нас и нашите односи со соседите, услугите кои ги добиваме од локалните власти, безбедноста која гарантира полицијата и довербата да побараме помош и да се дадеме поддршка едни на други. Во последните неколку години го видовме хоророт на насилниот екстремизам и тероризмот и што истиот може да стори. Затоа ова партнерство е важно. Заедниците, централната власт, граѓанското општество, полициските служби, религиските водачи, наставниот кадар, деловните водачи, семејствата, сите мораме да работиме заедно. Ја споделуваме оваа одговорност да изградиме посилни заедници. Тоа беше пораката која јасно се појави од новиот стратегијата за борба против насилен екстремизам и тероризам и затоа сме толку ентузијастички расположени да и помогнеме оваа работа. Се надеваме дека програмата ќе биде успешна и ќе биде образец за другите општини и заедници да ја подобрат својата состојба. Ви благодарам. На крајот на септември холандската полиција упасни терористичка келија во источниот дел на градот Армен. Тоа беше успешна полициска акција, но во деновите и неделите пота откривме дека не беше само полицијата, туку заеднички напор на општините и на другите разни чинители во општината кои помогнаа, има лично ориентиран на пристап кон борбата против насилниот екстремизам и тероризам кои ги вклучуваше разните локални власти, службите за вработување, службите за млади, за социјални работи да се спречи оваа радикализација. Многу дерадикализирани завршуваат на радарот на полицијата, но при овој пример го покажува примерот на пристапот со интегрирано општество. Го ја нагласува потребата да се соработува на сите нивоа, на општинско ниво, на национално ниво, на европско ниво и на меѓународно ниво. Тероризмот не застанува на границите. Исто така, заради ова, борбата против тероризмот и насилниот екстремизам е еден од 6 главни иницијативи во Западен Балкан, а Холандија е доста инволвирана меѓународна преку нашата секако мрежа на амбасади, како и коп-председател во форумот за борба против тероризам, ЦТФ. Тоа е приоритет за време на холандското членството во Безбедносниот совет на Обединетите нации.
и мрежата за радикализација на ЕУ во Амстердам. Оваа мрежа за подигање свеста околу радикализацијата е доста важна работа. Тие ги спојува оние кои се експерти во оваа област да работат со радикализираните лица, полициските служби, затворските служби се први на кои ви текнува, но и оние кои не секогаш прво ни доаѓаат ова дека им е главна задача. Тоа се наставниците, оние кои работат со младите, локалните власти, здравствените работници. Значи немаме брзи решенија и лекови. Потребно е време, напори и вклученост на сите и затоа Холандија е многу драго да ја поддржи оваа иницијатива и овој проект кој го прави токму тоа и она што е потребно. Само преку сеопфатен пристап, соработка, размена на информации можеме да ги постигнеме резултатите во спречувањето и борбата против насилниот екстремизам. Затоа ви честитам и му честитам на Центарот за заедничка основа, на Националниот комитет за борба против насилниот екстремизам и тероризам и на општините Чаир, Гостивар и Кичево на потпишувањето на овој меморандум денес. Ова е важна мегница или граничен камен кој потоа ќе ја прошири соработката и ќе ја продолжи соработката што веќе имаме. Благодарам. Почитуван министер, ваши екселенции, амбасадори на Велика Британија и заменик амбасадор на Холандија, почитуван координатор на Центарот, почитувани колеги, градоначалници на Гостивар и Кичево, почитувани присутни. Насилниот екстремизам е нешто што нема оправдување и не треба да се идентификува со некоја етничка припадност или религиска припадност. Затоа сакам да нагласам дека ниту една држава сама не може да се спротистави и да се бори против екстремизмот, насилниот екстремизам и тероризмот. Нешто што пред нас ја поставува мисијата заедничка на сите нивоа. Дозволете ми да кажам дека ние како локална самоуправа сме еден заеднички орган во однос на борбата против насилниот екстремизам и тероризмот. Со највисока одговорност треба да ги вклучиме сите институционални механизми и воспитни во однос на соочување за да се попречи или да се спречи овој насилен екстремизам. Се разбира секогаш имајќи во предвид толеранција и се разбира соработката на сите наши граѓани. Трите општини учесници во овој проект во однос на меморандумот, Националниот комитет за борба против насилниот екстремизам и благодарение на нашите меѓународни пријатели, пред се на амбасадорката на Велика Британија и на амбасадорка на Холандија, ние апсолутно ќе бидеме во првиот ред за борба против насилниот екстремизам и се разбира секојаш во согласно со законите. Сакам да кажам дека ние како локална самоуправа имаме право, тргнувајќи од централната власт, цивилното општество, верските заедници и неформалните групи, да бидеме во првиот ред заедно за спречување на насилниот екстремизам и како што го предвидува и проектот кој што ние денеска ќе го потпишеме за соработка. Затоа ве повикувам заеднички, едногласно и гласно да говориме дека ние сме за мир и соработка на граѓаните. Ви благодарам многу.